Министерот за здравство Арбен Таравари попладнево го посети клиничкиот центар Мајка Тереза и апелираше до сите кои присуствувале на трагичниот настан да се пријават кај нивните матични лекари. Пред клиничкиот центар е Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, има ли нови информации за тоа каква е состојбата на повредените? Така, пред малку од наши извори, од извори на Канал 5 дознавме дека на скопските клиники и всушност во сите останати болници, во градската општа болница 8 септември и во болницата Свети Наум Охридски, речиси и да нема веќе повредени кои што се во животна опасност, односно нашиот извор кој што ни брефираше вели дека сите потешко повредени кои што се во животна опасност се веќе надвор од државата транспортирани на клиниките каде што лекарите се борат за да ги спасат. Меѓутоа исто така дознаваме дека денеска попладнево од новите 26 пациенти кои што министерот Таравари најави дека исто ќе им се придружат на останатите, односно дека ќе бидат транспортирани во болниците во соседството и низ Европа, тројца се веќе во Белград, еден е во Ниш, а на пат кон Белград биле планирани четворица пациенти, односно четворица пациенти излегле од болницата, меѓутоа на аеродром едниот бил вратен на скопските клиники, односно на Карел. Која е точната причина не можеме да потврдиме, меѓутоа нашиот извор вели дека станува збор за неумешно броење, односно капацитетите на клиниката каде што требало во Белград да бидат префрлени четворицата не дозволувале само тројца пациенти, па затоа едниот бил вратен назад, еден е исто така однесен во Ниш. Инаку пациент еден има дури и во Литванија. Веќе е познато и од претходно дека најголем број пациенти се транспортирани во Србија, во Грција, во Солун, во Бугарија. Овие пациенти, дел од нив, не сите, меѓутоа дел од нив се во тешка и критична здравствена состојба, а министерот Таравари најави дека во текот на утрешниот ден ќе посети дел од овие пациенти и потоа лично ќе информира за тоа каква е нивната здравствена состојба. Инаку претходно во текот на денот на пресконференција министерот ги повика сите оние кои што биле присутни во дискотеката Кобната ноќ, а кои што се чувствуваат добро, сепак да се јават кај своите матични лекари, затоа што како што рече симптомите може да се јават за доцнато, а тогаш да биде доцна за интервенција. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата од министерот. Тие три нови пациенти од Кочани, веќе двајца се донесени во клинички центар и еден е во 8 септември. Така да во Кочани и во Штип остануваат болниците без пациенти, значи тоа што ни беше и стратегија, сите пациенти да ги повлечеме во Скопје, постепено сите да бидат во клинички центар, значи третирани на ниво на терциерно здравство. До сега се 84 пациенти вкупно во Скопје од немилиот настан во Кочани. Состојбата на сите пациенти до сега е стабилно, да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. Бети, ти денеска беше и на судска медицина, каде се уште се работи на идентификација на загинатите во пожарот. Дали има некакви нови податоци од таму? Така, во текот на денот разговарав со директорот на судска медицина, доктор Александар Станков, кој што кажа дека тој и целиот негов тим се од вчера буквално постојано на нозе, како што би се рекло, дека интензивно работат на обдукција на телата на загинатите, меѓутоа не само на обдукција, туку и на идентификација. Не сакаше да соопшти како тече самиот процес. Кусо одговори дека штом ќе биде завршен процесот на обдукција, јавноста ќе биде запознаена со тоа и информирана. Исто така се работи, како што кажав, и на идентификација на телата на загинатите, односно на оние кои што со себе не носеле документи за лична идентификација, а за полесно и побрзо да се одвива процесот на идентификација на нивните најблиски роднини беше земен и материјал кој што во моментов се обработува. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на директорот на судска медицина.
Од сине како ги донесоа телата, започната е постапката за обдукција и идентификација на жртвите од масовната несреќа во Кочани. Денонечно се работи. Се очекувам да бидеме брзи и навремено да завршиме со целокупниот процес. Не можам да ви кажам бројка, затоа што кога ќе завршат сите обдукции и комплетната позитивна идентификација, тогаш за нас е постапката завршена. Парцијално не можеме да збориме. Организирани сме, од наша екипа појде во Кочани, собра материјал, во Скопје тие што се исто се собран материјал и се работи паралелно на лабораториските анализи. Така уште само пред да се одјавам би кажала дека уште неколку мината пациенти кои што се уште тука, се планира исто така и нивен транспорт во западноевропските земји. Најверојатно тоа ќе се изврши утре, најдоцна до пладне. Планирано е наши пациенти да се однесат во Хрватска, Словенија и Австрија, а само уште би додала тука дека многу наши сограѓани ја покажаа својата хумана страна, па оние кои што се привремена работа, престо или пак соживеалиште во овие земји, интензивно споделуваат на социјалните мрежи повици и оставаат нивни лични податоци со цел семејствата на овие пациенти кои што би отишле во посета на нивните најблиски да се сместат кај нив дома, ги отвараат нивните домови и како што велат нудат бесплатно сместување. Ова е се за сега што би можела да го споделам со нашите гледачи. Елизавета Дамјановска-Спасеновска за состојбата на повредените, но и за последните информации од судска медицина.